Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате вториот дел од книгата Чесниот пратеник Мухамед. Мир и благослов од Аллах над него, пратеник за целото општество. एक नूर खास मेरे दिलो जा को बख्श दो, एक नूर खास मेरे दिलो जा को बख्श दो. Хазрети Мирза Гулам Ахмад тврдел под божествено водство дека тој бил реформаторот ветен за тие подоснежни денови за исполнување на пророштвата кои се однесувале на ветениот Месија и имам Ал-Махди, очекуваниот лидер, предвиден во исламот. Оттаму, неговото доаѓање ги исполнило предвидувањата кои се однесувале на второто духовно доаѓање на честниот исламски пратеник, мир и благослов од Аллах над него, како и второто доаѓање на Исус, Кришна, Буда, мир со сите нив и со другите пратеници на Аллах. Неговиот живот. Ветениот Месија, мир со него, бил роден во благородна фамилија во Кадијана, Индија. Уште од најрана возраст тој имал длабок интерес за религијата. Исто така бил познат по неговата искреност, сочувство и решителност. Како што минувало времето, неговото знаење и разбирање за религијата, а и начинот на незиното применување во општеството, се продлабочувале. Како муслиман, тој цврсто верувал дека сите религии изворно биле вистинити и секогаш барал да се задржи достоинството на сите тие религии, како и на нивните пратеници. Неговата сериозна одбрана на религијата најпосле била благословена од Аллах и тој го примил откровението за неговото назначување од Аллах во 1882 година. Тој продолжил да ги прима благословите на откровението и низ остатокот од неговиот живот, а во 1889 година под божествено водство тој ја основал Ахмадија муслиманската заедница. Исто така, тој тврдел дека е ветениот Месија, очекуван од приврзаниците на сите религии, имам Ал-Махди во исламот. Уште од почетокот на незиното основање, заедницата се залагала за исламската порака за мир низ целиот свет. Неговата работа. Ветениот Месија, мир со него, бил угледен писател и автор на повеќе од 80 книги на различни религиозни теми. Преку логиката која му се обраќа на современиот ум, тој дал детално објаснување на религиозните учења и духовните вистини, а неговите записи за исламот и неговото значење во ова доба му донеле широко признание. Едни од неговите академски дела се филозофија на учењето на исламот, во кое се зборува за физичките, моралните и духовните состојби на човекот, како и за животот после смртта, и Исус во Индија, фасцинантна расправа која ги обелоденува неверојатните докази за Исусовото патување во Индија, историски приказ кој оттогаш бил потврден и со понатамошни докази и независни истражувања. Како приврзаник и подчинет на честниот пратеник на исламот, мир и благослов од Аллах над него, ветениот Месија бил гласник на мирот. Тој барал да се оживее миролюбивата филозофија на исламот во секој поглед на верата. Например, тој потцртал дека исламот не го прифаќа насилството, го охрабрува учењето и повикува на самоусовршување. Неговите дела ги поставиле темелите за мир во светот и тој ја истакнал потребата за обновување на духот на човештвото, родена од љубовта кон Аллах. बारे गुनाह भला है मेरे सर से टाल दो, जिस राह से Јас ке направам твојата порака да ги достигне сите делови на земјата. Ова божествено ветување му било откриено на ветениот Месија, мир со него,
уверувајќи го во успехот на неговата емисија. Тоа било остварено на многу начини. Заедницата сега постои низ целиот свет и преку нејзиниот глобален сателит, ТВ каналот МТА Интернационал на Sky 787 ја пренесува исламската порака за мир. Исто така, таа го превела честниот Куран на 67 јазици, за да има возможи на луѓето да имаат корист од ова учење. Неговиот успех. Во неговите небројни предвидувања, ветениот Месија, мир со него, исто така ја предскажал извонредната експанзија на неговата заедница. Од 1889 година, па се до неговата смрт во 1908 година, десетици илјади луѓе му се приклучиле. Благословот на експанзијата продолжил и преку неговите калифи, духовни наследници. Моментално, под водство на петтиот наследник, заедницата се извојува во светот како вистинска глобална заедница со десетици милиони членови во повеќе од 193 држави. Јас дојдов само за да го посеам семето, да го посеам со мојата рака. Сега тоа ќе расте и цвета и никој не може да го запре неговиот раст. Предскажување од ветениот Месија, мир со него, за успехот на неговото мирно оживување на исламот. Избрани изреки од ветениот Месија, мир со него. За љубовта Божја. Нашиот рај е во нашиот Бог. Нашата највозвишена работа е во нашиот Бог, зашто ние го видовме и ја пронајдовме целата убавина во него. Со милост за човештвото. Објавувам пред сите муслимани, христијани, хиндуси и ариевци дека јас немам непријатели никаде во светот. Го сакам човештвото со љубовта која милослива мајка ја има за своите деца, дури и поголема. Единствен непријател ми се лажните доктрини кои ја убиваат вистината. Човечката сомилост е моја должност. Почит кон сите пратеници. Верувајте во вистинитоста на сите пратеници, без разлика каде тие се појавиле, во Индија, Персија или Кина, или во било која друга земја, и за било кој Бог, тие да ги исполниле срцата на милиони луѓе со восхит и длабока почит и придонеле за длабоката воскресност, вкоренетост на нивните религии, добродушност и човечност. Принципот за кој се придржуваме е имање на добрина во срцето за целото човештво. Ако некој ја гледа куќата на својот сосед индиец како гори и не пристапува да помогне за да се изгасне огнот, најсигурно изјавувам дека тој не ми припаѓа мене. Ако било кој од моите приврзаници гледа некој како се обидува да убие христијанин и не се потруди да го спаси, најсигурно изјавувам дека тој не ни припаѓа нам. प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे, प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे, है काबिले तलब कोई दुनिया में. Вистина. Немој да ја убиваш вистината, тврдоглаво придржувајќи се кон неправдата. Прифати ја вистината, дури и ако ја добиеш од дете. Преглед на религиите. Ветениот Месија, мир со него, напишал и објавил повеќе од 80 книги на урду, арапски и персиски. Исто така, во 1902 година, тој основал списание на англиски, наречено Преглед на религиите. Сега тоа списание е едно од најдолгорочните религиски списанија на англиски, што дава увид во исламот и во другите вери. मौला मेरे कदीर मेरे किबरिया मेरे, प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे, प्यारे मेरे हबीब मेरे दिलरुबा मेरे. Ова е последниот дел и книгата Честниот пратеник Мухамед е завршена. Еселаму алейкум.